Почитувани ученици, добар ден. Јас сум наставник Зоран Тодоров, наставник по историја и по граѓанско образование. И еве, уште еднаш, ќе се обидеме да ја збогатиме нашата училница, со тоа, да помогнеме на учениците, овој пат од 7 одделение, да совладаат нова наставна содржина. Така, денеска, ќе зборуваме за една прилично интересна тема. Тоа е темата хуманизам и ренесанса. И ќе видите како еден процес кој што, со помош на одредени културни и научни достигнувања за секогаш ќе го промени светот. Ќе видиме како ќе дојде до целосна промена на секојдневниот живот на луѓето во средниот век, особено во развиениот среден век. Сега, веќе сите добро знаете дека една од карактеристиките на средниот век е тоа што црквата имала големо влијание врз секојдневниот живот на луѓето. Така, голем дел од црквите и од манастирите, или практично најголемиот дел од црквите и манастирите, ќе бидат тие кои што ќе го организираат воспитно-образовниот процес, односно образованието, што значи дека во рамките на црквите и манастирите се наоѓале училиштата. И штом се наоѓале во рамките на црквите и манастирите, односно училиштата, штом таму се наоѓаат, логично е се што се учи таму да биде со религиозна или со црковна содржина. Па така, всушност, во училиштата, кои што биле присутни во тој временски период, се изучувале исклучиво предмети со религиозна содржина, односно се читале делови од Библијата, се учеле црковни песни, молитви и слично, и воглавно тоа ќе биде образованието кое што се стекнувало во тој временски период. Меѓутоа, токму таквиот начин на учење всушност ќе го забави општеството. Општеството ќе биде на некој начин стопирано, односно нема да се развива. Развојот ќе биде стопиран, што значи дека во тој временски период на науката не е било дозволено да се развива. Значи, не смееле луѓето научно да ги објаснуваат појавите. Односно, се што ќе се случило на земјината топка, било објаснувано дека тоа е резултат на Божјата волја. Така, ако има поплави, ако, например, има земјотреси и слично, луѓето не смееле да барат научен одговор зошто тоа така се случило, туку се било, Божја волја. Поради тоа, практично, ќе биде општеството, односно целокупниот развој на човештвото ќе биде стопиран. Целокупниот секојдневен живот на луѓето ќе зависи од црквата. Па, поради тоа, и се случувале работите кои што, се случувале. Но, сето тоа ќе почне да се променува кон 14 и 15 век, кога започнуваат да се развиваат градовите. Во тој временски период градовите почнуваат да се развиваат и да стануваат и културни, и економски, и трговски центри. За да се развива, едно општество, за да се развива еден град, необходно било да се развиваат и науките, особено природните науки. За да има развој на трговијата, за да има развој на медицината, необходно било да се развиваат природните науки како математика, хемија, биологија, астрономија и така натаму. Па, луѓето почнувале да се занимаваат со тие работи, иако црквата тоа се уште не го прифаќала. И за разлика од претходно, кога со помош на црквата во секојдневниот живот, кога Бог беше во центарот на вниманието, сега
ќе почне човекот и неговите потреби да доминираат и тие да бидат во центарот на вниманието. Луѓето ќе сакаат да обезбедат услови со кои животот би станал поубав и попристоен за разлика од порано. Пак ќе повторам, за да се случи сето тоа, неопходно е да има развивање на природните науки. Меѓутоа, токму тоа што човекот сега ќе биде, да кажем, тој кој што ќе доминира, поради тоа, значи, и практично ќе почнат да се развиваат и природните науки. Ова ново движење, каде што потребите на човекот се ставаат во прв план, а не потребите на црквата, односно на религијата, се нарекува хуманизам. Така, новото движење, името го добива по латинскиот збор humanus, што значи човечен, а движењето се нарекува хуманизам. Пак ќе повторам, потребите на човекот стануваат тие кои што доминираат во секојдневниот живот на луѓето, за разлика претходно од потребите на религијата. Во исто време започнува масовно да се изучува античката култура, бидејќи во антиката имало прекрасни, особено филозофи од типот на Платон, Аристотел, Сократ, Цицерон и така натаму, и луѓето сакале повторно да ги изучуваат тие културни правци кои што биле синоним за антиката, и бидејќи масовно почнувале да се преведуваат дела, да се изучуваат дела од античките автори, се добило впечаток дека античката култура повторно се враќа назад. И затоа овој нов правец го добил терминот Ренесанса, доаѓа од францускиот збор Ренесанса, што значи преродба, а така целото ова движење, целиот овој правец почнува да се нарекува хуманизам и Ренесанса. Се надевам дека е јасно. И тоа е тоа што јас прегеска ви го кажував, дека токму развојот на градовите придонесуваат да се развие движењето хуманизам, а подоцна и Ренесанса, односно токму во овие развиени градови започнува да се истакнува потребата човекот да се развива и да си го подобрува својот живот. Ова е една слика од Фиренца од 14 и од 15 век. Сега, каде се појавува хуманизмот и ренесансата? Хуманизмот и ренесансата се појавуваат во Италија, односно, веќе кажавме, во градот Фиренца. Прв кој што практично ќе истакнува делови каде што ќе ги истакнува човечките потреби, ќе биде поетот Франческо Петрарка, односно тој прв ќе почне да пишува, да кажам, дела со нецрковна содржина, дела со нерелигиозна содржина, дела кои не се однесуваат на религијата, туку се однесуваат на човекот. Па така, тој ќе почне да пишува љубовни песни до неговата љубена Лаура, до една жена на која што тој и искажувал љубов. Друг значаен представник во овој временски период е Џовани Бокачо, кој што ќе го напише делото Декамерон. Значи, пак ќе повторам, друг истакнат представник на хуманизмот и ренесансата во овој временски период е Џовани Бокачо и неговото познато дело Декамерон. Има уште еден писател, кој што овде јас го немам на слика, меѓутоа ќе го споменеме. Тој е познатиот Данте Алигери и неговото познато дело Божествената комедија, во која се опишуваат рајот, пеколот и чистилиштето. Значи, исто така,
тука би ги потенцирале, иако нели овде не се напишени, например еден Вилијам Шекспир, кој што нели ќе напише неколку познати драми од типот на Ромео и Јулија, од типот на Отело и така натаму. Исто така во овој временски период ќе се појави и Мигел де Сервантес со неговото познато дело. Исто така, нели, тука би го истакнал и секако еден познат, да кажам, сатиричар од овој временски период, Еразмо Ротердамски, со неговото познато дело Пофалба на глупоста и така натаму. Сега, нели, како што ќе одминува видеото и презентацијата, ќе ги видиме и најпознатите сликари и нивните дела. Така, дефинитивно, еден од најпознатите сликари во овој временски период е Леонардо да Винчи, кој што ќе го напише кој што ќе го нацрта неговото познато дело Мона Лиза. Има, нели, голем број на анегдоти поврзани со Мона Лиза, од типот на тоа, нели, дека Леонардо да Винчи викал оркестар со цел, нели, да ја предизвика оваа совршена или блажена насмевка која што ја има Мона Лиза. Инаку, нели, ова е едно од делата кои што се безценети. Не постојат пари кои што, нели, можат да го платат ова дело. Друго негово познато дело е Тајната вечера, нели, познатата Тајна вечера, каде што Исус и неговите апостоли за последен пат вечераат. За жал, нели, ова дело е едно од најпреправаните во поглед на уметничко-сликарска форма, меѓутоа исто така треба да се истакне дека ова е дело кое што е многу популарно и многу други сликари, нели, се обиделе да го нацртаат и го нацртале. Исто така во овој временски период ќе се појави познатиот, нели, сликар Микеланџело, кој што ќе има за задача да го наслика таванот на Сикстинската капела или палата во Ватикан. Ова е едно од неговите најпознати слики, нели, раѓањето на Адам. Исто така, нели, познат сликар Рафаело Санти, кој што ќе напише, кој што ќе нацрта, нели, повеќе уметнички дела. Еве, ова Сикстинската Мадона е едно од неговите познати слики. Исто така тука е и познатиот Тацијан. Ова е една негова слика каде што, нели, се сликани Исус Христос и Марија Магдалена. Ова е веројатно, нели, моментот кога Исус Христос, нели, ќе воскресне, а Марија Магдалена ќе биде таа која што ќе го види. Во овој временски период, нели, ќе се развие и вајарството, односно скулпторството, а најпознати вајари ќе бидат Микеланџело Буенароти и Донатело. Микеланџело Буенароти ќе, нели, ќе направи голем број на скулптури, од кои, нели, најпозната е ова Пиета, каде што Богородица го држи во, нели, нејзините раце Исус Христос, односно, нели, ова е познатата Дева Марија, мајката на Исус, заедно со телото на Исус. Сега, само, нели, уште една слика, да видиме дали е овде. Тоа беше, нели, на почетокот од лекцијата, не овде, сакав само, нели, да видите и една скулптура од Донатело, меѓутоа, нели, ние ќе продолжиме понатаму. Во поглед на науката треба да се истакне дека, нели, науката се развива во овој временски период, меѓутоа најзначајно е откривањето на хелиоцентричната теорија на Никола Коперник. Со оваа хелиоцентрична теорија, практично Никола Коперник докажува дека Земјата се врти околу својата оска, нели,
а не обратно, односно нели дека земјата се врти околу сонцето, а не обратно. Истата оваа теорија ја застапува и Галилео Галилеј, кој што нели ќе ги открие телескопот, а нели открил планината на месечината, го открил млечниот пат со помош на телескопот, ја открил планетата Венера и така натаму. Иако ова е временски период кога црквата нели се уште не ги дозволува овие работи, и поради тоа ти имале голем број на проблеми, некој од нив како например Џордано Бруно дури ќе биде јавно запален на клада. Галилео Галилеј например бил принуден дури нели да се откаже од своето учење, па така нели ќе го судат, меѓутоа на крајот кога подсудењето кога излегува ќе ги изговори познатите зборови перпетум мобиле, дека сепак се движи или дека сепак се врти. Во глобала овие се најзначајните работи кои што нели требаше да ги кажеме. Еве ви нели слика од познатиот полски научник Никола Коперник, еве ви го Галилео Галилеј и неговиот телескоп. Она што е најважно, нели што треба да знаете, дека практично хуманизмот и ренесансата за секогаш ќе го променат светот, а хуманизмот и ренесансата ќе бидат основа на сите промени кои што во иднина ќе се случат во човештвото, вклучувајќи ги нели и првата и втората индустријска револуција, што значи првата и втората индустријска револуција немале да се случат доколку не се случеа овие откритија за време на хуманизмот и ренесансата. Јас се надевам нели дека беше јасно, јас се надевам нели дека ви помогнав да совладате дел од наставната содржина.